Денес имаме прилика да ја видиме ликовната изложба на Валентина Илиевска, графички ликовен уметник од Куманово. Валентина ќе ни се представи со изложбата на тема Игра со коцки. Изложба која содржи елементи од низините графики, склопени во колаж, цртежи и комбинирани техники. Колку ќе биде време отворена, до кога ќе може да видат посетителите? Изложбата ќе биде отворена наредните 10 работни дена и ќе биде отворена за секој љубител на уметноста од Делчево што сака да дојде да посети. Како напредува работата на ликовното ателие? Ликовното ателие Љубомир Белоградски моментално стонира заради корона кризата, но се надеваме во блиски дни дека сето тоа ќе се врати во нормално. Во рамки на програмата Делчево го учествува Аманетот, која обединува два крупни настани за Делчево. Едниот е обележувањето на 145 години од Разлобечкото востание, а вториот настан е одбележувањето на денот на славјанските просветители Кирил и Методи, значи Центарот за култура Никола Јанков Вапцаров во Делчево и општина Делчево денес организираат изложба на еден познат и афирмиран ликовен уметник од Куманово со име Валентина Илиевска. Значи, изложбата ќе биде отворена 10 дена и за тоа веќе нашиот стручен соработник за ликовна дејност ви кажа од прилика за што се работи во стручниот дел, а повеќе за изложбата ќе ви каже самиот ликовен уметник. Јас сум Валентина Илиевска, ликовен уметник и магистар по конзервација и реставрација за заштита на културно наследство. Ова ми е 10-та јубилејна изложба. Минатата година 2020 ја обележавме, но поради пандемијата во која се наоѓа нашата ситуација, нашата држава во која се наоѓа оваа ситуација, ја малку ја пролонгиравме и ја организиравме во 2020 и сега малку ни излегува во пресред поголем дел од центрите за култура, да ја можам да се представам и на овие века простори. Искрено ќе признам дека прв пат сум се представувам во источен крај, особено во Делчево и искрено ми е многу чест и задоволство кога некаде прв пат ќе се представам и се запознам со самата публика и тие истовремено и тие мене да ме запознат. Што преобладува во делата? Што ќе бидат посетителите? Самиот концепт ми е заснован уште од самите факултетски денови. Ја разработувам тематиката за символиката на човештвото, бидејќи се занимавам паралелно со иконографијата во нашата религија. Ако можете да забележите дека препознатливите тие символи и знаци што се во наша религија и во нашата иконографија во уметноста е самиот круг што ги символизира светите лица, нивните ореоли, аурите што ги имат и символот за трансценденталноста која е застапена на божественото, значи на самиот ореол е впишан како триаголник, а тука е земено во моето дело, можете да го видите присуството на синиот квадрат, што го символизира човештвото, мислам самиот човек како индивидуа, како интуитивно постоење, а сината коцка е презент на оноа материјалното, затоа што на човек му е неопходно да опстане како човек, како материја, без вода и воздух, затоа се символизира со таа сина боја. Коцката ги символизира, например, и четирите страни на светот, уште многу работи што се поврзани, значи со таа бројка 4, со тие материјалните ствари што ќе го заокружат на некој начин таа сина коцка. Успешно ликовна критика добив и од самите мои колеги, и од професори, и познаници, значи што ги знам, и што се љубители самите на уметноста. Добра критика добив и така да почнам доста убав зазем зеде и почна да се развива. Можете да забележите и дека кој ќе ме прашат, значи го забележувате и присуството на самиот впишан крст, тоа уствари е самата отворена коцка. Не би сакала тие религиозни и верски чувства да ги повредам, но самиот крст се пак го символизира, да кажам, машкиот и женскиот принцип, кај што се прекршуваат вертикалното и хоризонталното. Самото творештво може да се препушта и публиката, да си го толкува на своето. Повеќето знам дека имам одзив дека се имат пронајдено во тоа интуитивното, така да ми е тоа како еден фидбек, една повратна порака, што ми е една сатисфакција во својата уметност. Би сакала
до крај некако да можам да ги посетаме и сите останати центри кои се во можност, се со цел за да може да се надмине оваа ситуација.